Почитувани пријатели, почитувани колеги, добар ден. Се доаѓаме во време кое јас барем не паметам, а многу тоа или многу такви работи преживеавме во минатото, кој би рекол дека е барем малку слично на ова. Преживеавме војни, преживеавме рестрикции, преживеавме промени на политички системи, но еве судбината не носи да преживуваме и глобални пандемии. Нешто што учевме или читавме само во учебниците по историја, нешто за кое не предупредува дека е возможно да се случи и во наш животен век. Сепак, денеска сме сведоци во 2020 година дека COVID-19 или коронавирусот, COVID-от е болеста, коронавирусот е предизвикувачот на ова заболување, на оваа болест, ние во нашиот дом, ние во нашиот двор, ние во нашето непосредно окружување. Најмалку сакам да ве потсетувам на тоа што треба да правите од аспект на тоа да одржувате хигиена, да избегнувате контакти, да останете дома. Тоа секој се разбира го слушате и како секој ден на телевизиите, на интернет, на сите оние мултимедијални содржини кои ги внесувате преку социјалните медиуми во вашиот дом. И придржувајте се до тоа. Денеска сакам да се обратам директно до колегите кои всушност се на некој начин животно спремани за вакви предизвици. Ние всушност сме луѓето кои од секоја зборуваат за превенцијата како број еден опција кога треба да се избегнат ризиците на работното место. Затоа, она што сакам денеска да го искомуницирам со вас е многу јасна порака, многу кратка порака. Најдете им се на работодавачите, најдете им се на работниците и дајте им совет за тоа како треба да постапуваат. Едноставно, доколку вие сте исплашени, а се занимавате со оваа професија, замислете на ним како има. Луѓето кои сосема други професии имаат. Бидете таму за да ги советувате, бидете таму за да бидете разумот во ова време на паника, да дојдете и да им посочите што е потребно да се направи. Сметаат на вас. Бидете достојни на вашата професија и дојдете во ситуација да бидете светлото кое полека ќе ги изнесе, но сигурно ќе ги изнесе, во овој мрак кој ни се надвиснува на нашата земја. Затоа, слушајте ги препораките кои ги добивате. Доаѓате во ситуација да истите ги пренесувате на вашите предпоставени, на вашите соработници, на вработените во фирмите. Јавете се, доколку имате клиенти и понудете, прашајте ги, понудете им што им е потребно во смисол дури и да чујат познат пријателски глас кој може да им донесе тронка разум во ова неразумно време. Бидете тие кои што всушност ќе на некој начин донесат мир, колку и да е привиден, во време кога всушност се алудира на тоа дека треба да биде немир. Затоа, сите вируси, сите болестини се прележуваат. Сите предизвици истрајуваат, тоест луѓето ги преминуваат. Но битно е да се знае. Оној кој не се однесува според оние препораки, според разумот, тој секогаш доаѓа во ситуација да ја плати највисоката цена. Бидете безбедни, бидете здрави, бидете заштитари. Се гледаме.